Ги разбирате ли реакциите? Пред се на бизнис асоциациите, имаше многу и во општата јавност. Јас реакциите ги разбирам, но не гледам ни еден предлог. И тоа е оно што мислам дека ни фали во целата оваа децениска дебата во однос на тоа што ќе правиме со прашањето на, јас ќе го наречам, продуктивноста на јавниот сектор. Значи, сосема е во ред да се критикува одреден предлог, но за жал до сега немам слушнато ниту еден алтернативен предлог и тоа е оно што може би ни фали. Никој не вели дека ова нема гаранција дека овој концепт ќе успее. Овој предлог, овој концепт може да успее ако сите сме подготвени да се обидеме нешто да направиме. Со еден механизам, со еден чекор, преку ноќ работите апсолутно нема да се решат. Не постои магично решение, волшебно стапче. Ама не ја разбирам и затвореноста за нови решенија. Не разбирам да не се обидеме. Особено од аспект на работодавачите. Тие немаат што да изгубат од ова. Може само да видат дали може нешто да добијат. Не можат да загубат нешто, ниту треба да се чувствуваат загрозени. Ќе им понудите кадри кои што ќе се испостави дека се вишок во јавниот сектор на приватници. При тоа на овие што се вишок ќе им кажете одете приватно да работите, дека ќе добиете поголема плата. А на работодавачите? Работодавачите ќе добијат субвенции за вредноста на здравственото и пензиското осигурување, значи за придонесите. Тоа што ќе значи за работодавачот, еве да земеме еден пример. Да речеме дека се работи за вработен во јавниот сектор со средно образование, кој што прима некој си, ајде да кажеме 16.000 денари плата. За 16.000 денари плата, понудата би била да се префрли во приватен сектор за 6.000 денари повисока плата, значи ќе зема 22.000 денари плата. А 11.000 ќе ги покрива државата, но нема да плаќа државата како што плаќала сега 18 и отприлика 50%, 20 и како му доаѓа 7.000 денари бруто, колку што ја чини државата во моментот тој вработен. За 16.000 не е толку, за 16.000 24. 24 се извинувам, а кај приватниот сектор ќе биде бенефитот дека за вкупно 22.000 денари ќе добијат вработен кој што ќе ги има, значи па ќе кажам, доаѓа со некакво работно искуство. Не можеме да генерализираме сите луѓе во јавниот сектор, нека не знам, сите нечинати така натака. Апсолутно се работи за луѓе кои што и голем дел од работите ги завршуваат